Градоначалниците од Истокот денес ставија потпис за проекти вредни 500.000 до 2 милиони евра, со кои треба да се реконструираат или градат локални улици и патишта. Со ова денес и официјално стартуваше проектот Македонија без скал во чии рамки на ниво на држава треба да се направат околу 450 километри локални патишта. Подобри патишта значат раст на транспортот, на трговијата, на туризмот, но пред се значат и подобри услуги за граѓаните. Развојот на локалната инфраструктура исто така има големо значење за развојот на локалната економија и подобри услови да се креираат за локалното население секако. За да се реализира ова, државата кај Светска банка се задолжи со 70 милиони евра. Од нив, согласно бројот на жители на ниво на Источен регион, општините ќе поделат околу 8,2 милиони евра. Делчево 791.000, Берово 554, Виница 794, Зрновци 544, Карбинци 669.000, Кочани 980, Македонска Каменица 630, Пехчево 601.000, Пробиштип 817, Чешиново, Блешево 627.000 и Штип 1,2 милиони евра. По правичниот план беа планирани улиците 3 април, то делот Тодор Александров до насоба Калниште, односно кај училиштето Никола Карев и реконструкција на патниот правец помеѓу населени места Долни и Горни Стубол. Со оглед на анализите финансии кои што се прават од овие средства ќе остана дел да рехабилитираме и неколку други улици. Ние во моментот како општина имаме аплицирано со 4 проекти, но се уште работиме на утврдување на приоритетите заради решавање на имотно-правните односи. Како ќе бидат решени имотно-правните односи, така ќе излеземе со соопштение со кои проекти ќе одиме. Дополнително, државата и ЗЕЛС преговараат за уште еден голем проект за општините. Со оној дополнителниот проект за кој што се збори, а кој што се однесува на изградба на водоводи и канализации, кој што исто така треба наскоро да се случи, некои 40-50 милиони евра, дека ќе ја доведеме ситуацијата во нашите општини на приближно добро ниво. Инаку проектот Македонија без скал е дел од 4-годишната рамка за соработка со Светска банка со вкупна вредност од 420 милиони евра.